Зголемен е интересот на граѓаните од Кочанскиот регион за вакцинирање против COVID-19 и досега вакцина примиле над 26.800 лица. Од нив со трета доза се вакцинирани околу 15%. Извесен пораст е забележан по информацијата за појавата на новиот омикрон сој на коронавирусот. Просечно дневно во вакциналниот пункт во општата болница со проширена дејност во Кочани се вакцинираат по околу 30 на граѓани, главно повозрастни и лица од ризичните групи. Предност е што вакцинирањето се прави без претходно закажување, што ја забрза целата постапка. Се вакцинираат граѓани на различна возраст, главно за првата доза и за ревакцинација, но во пораст е и бројот на лицата кои веќе ја примаат третата доза, истакнуваат од вакциналниот пункт. Во моментот единствено достапна е вакцината од производителот Pfizer и таа се аплицира кај сите заинтересирани. Вакциналниот пункт во општата болница во Кочани е отворен секој работен ден. Имунизацијата се одвива во периодот од 7 до 14 часот, а 1 час потоа се средуваат административните обврски. На COVID одделот во Кочанската болница во моментот се хоспитализирани 9 пациенти, од нив 2 се со потешка клиничка слика и примаат кислородна поддршка. Вандалски чин во понеделникот по полноќ се случил во манастирот Света Богородица во селото Чифлик. При тоа искршена е влезната врата на црковниот објект, но и на помошните простории. Жители на селото и членови на црковниот одбор кои дошле кај објектот забележале дека е направена голема материјална штета. Насилниците влегле во внатрешноста и го испрвртеле инвентарот, а оштетиле и дел од иконите на олтарот. Од црковниот одбор истакнаа дека се изненадени од дрскоста со која е влезено во верскиот објект, при тоа целосно е искршена и откорната металната заштитна врата, фрлена на земја. Полот на насилниците ја оштетили и дрвената порта. Внатрешноста на манастирот била испревртена, особено околу олтарскиот дел. Забележано е дека физичка сила е користена и при влегувањето во помошните простории околу објектот. Ова се повторува неколку пати, поради што е и поставена металната врата, но очигледно таа не ги спречила кратците, истакнаа од црковниот одбор. По искуството од претходните грабежи во манастирот не се оставаат пари и други вредни предмети, така што обидот за кражба останал неуспешен, освен што е направена материјална штета. Од црковниот одбор на Чифлик нагласија дека кражби се забележани и во селската црква Свети Наум Охридски, при што наместо ноќе насилниците действувале во текот на денот. Во криминалното однесување не ги спречил ниту поставениот видеонадзор околу објектот. Општина Кочани ги продолжува активностите за формирање на локалниот младински совет, што е во согласност со Законот за младинско учество и младински политики. Во тие рамки, локалното собрание за млади на општина Кочани го распиша јавниот повик за избор на членови на локалниот младински совет. Рокот за пријавување трае до 13 декември, а во ова представничко тело можат да членуваат младински организации, организации за млади, политички подмладовци, ученички организации, студентски организации, како и млади луѓе, кои се жители на Кочани на возраст од 15 до 29 години. Исто така, можат да се вклучат и други облици на младинско здружување кои работат и функционираат на територијата на општината. Локалната самоуправа ги повикува сите заинтересирани млади кои ги исполнуваат условите да се пријават на јавниот повик и да придонесат кон зголемено младинско учество на локално ниво. Потребните документи можат да се достават електронски на имейл адресата на службеникот за млади Славица Давидкова или преку архивата на општина Кочани. Локалниот младински совет ќе представува тело што ќе ги штити интересите на младите од Кочани. Тоа ќе може да креира различни активности, проекти и политики со кои би се подобрил животот на младите од повеќе аспекти: економски развој и повисок стандард, вработување, пракса, доусовршување и слично. По формирањето на локалниот младински совет, во престојниот период е планирано да се отвори и канцеларија за млади, која ќе представува локална точка за младински иницијативи и активности во Кочани. Завршена е конечната верзија на новата ИПАР-3 програма за периодот од 2021 до 2027, што во изминатиот период ја подготвуваше ИПАР телото на Република Македонија.
Документите веќе се испратени до Брисел, пошто ќе следи процес за нејзино усвојување од страна на Европската комисија. Според информација од надлежните, тоа треба да се случи на почетокот на едната година, а реални се очекувањата имплементацијата на новата ИПАР-3 програма да почне во текот на 2022. Вредноста на ИПАР-3 програмата е 97 милиони евра, но се очекува сумата да се зголеми. Новата програма предвидува 8 мерки, од кои 4 веќе се акредитирани, а една е претходно програмирана, но не е акредитирана. 3 мерки се целосно нови, од кои првата се однесува на поддршка за директни инвестиции во органското земјоделство, механизација, преработка на земјоделски производи, обуки и поддршка за воведување и одржување методи на органско земјоделско производство. Втората нова мерка е наменета за локални акцијски групи, односно лагови, за нивно финансирање и поддршка на програмите за работење. Третата мерка се однесува за инвестиции во руралната јавна инфраструктура. Покрај новите остануваат и мерките за кои и во досегашните ИПАР програми се доделуваше финансиска поддршка од европските фондови. Тие се однесуваат на инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства, мерка во која ќе биде подигнат прагот на минималната поддршка од досегашните 3.000 на 10.000 евра. Исто така ќе се поддржуваат и инвестиции во физички средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибини производи. Едно од најавените промени е начинот на исплата на одобрените средства за проектите. Предлог програмата за ИПАР-3 предвидува авансна исплата на средствата и тоа до 50% од вкупната сума. Новина е што како корисник на ИПАР средствата ќе може да се јави и така наречено здружено правно лице за колективни инвестиции во примарното производство или преработувачката индустрија. Потребната документација и сите детали околу промените и новите мерки ќе бидат објавени по конечното потпишување на документацијата со Европската комисија, која ќе ја одобри ИПАР-3 програмата. Центарот за развој на Источниот плански регион упати јавен повик за избор на член кој ќе влезе во Советот како представник од граѓанските здруженија со мандат од 4 години. Основни критериуми за избор на членот кој ќе биде представник на здруженијата е правните лица, односно здруженија, апликанти да бидат регистрирани најмалку 2 години. При тоа треба да имаат седиште на делување во подрачјето на општината што е во состав на планскиот регион, да бидат активни во областа на локалниот и регионалниот развој и да имаат имплементирано најмалку 2 проекта од областа на локалниот развој. Членот кој ќе биде представник од здруженијата во Советот за развој на Источниот плански регион ќе се избере со мандат за 4 години и ќе нема право на глас. Рокот за пријавување на јавниот повик е отворен до 10 декември. Заинтересираните правни лица, апликанти, треба да достават документи со кои ќе докажат дека ги исполнуваат критериумите за избор, меѓу кои и тековна состојба од Централниот регистар, копија од статутот на организацијата и копија од потврди со кои се докажува дека здруженијето апликант има имплементирано најмалку 2 проекта од областа на локалниот и регионалниот развој. Пријавите по јавниот повик со потребните документи треба да се достават до архивата на Центарот за развој на Источниот плански регион во Штип, а оние испратени по електронска пошта нема да бидат земени предвид. Пријавените кандидати кои ги исполнуваат критериумите од повикот со мнозинство гласови одлучуваат кој од нив ќе ги представува во Советот за развој на Источниот плански регион. Состанокот на кој ќе се решава за ова прашање треба да се одржи во рок од 15 дена по денот на завршувањето на повикот, односно најдоцна до 25 декември. Членовите на пленарскиот спортски клуб Осоговот Кочани во придружба на своји колеги од други клубови ја реализираа најавената зимска акција за искачување на планината Рила во соседна Бугарија. По исклучително тешки временски услови, проследени со снег и силен ветер, планинарската група успешно го изведе маршот до 7-те Рилски езера. Се работи за вообичаена тура на која 20-тината учесници без проголеми проблеми стигнаа до планинските коти. Екстремните услови во кои е изведен маршот е само потврда дека треба да се почитуваат препораките за одговорно однесување на планина и да се следат мерките за безбедност и лична заштита, пред се со соодветна облека и придружна опрема. Од планинарскиот спортски клуб Осогово информираат дека за престојниот викенд
Планирано е учество на заедничкото одбележување на Светскиот ден на планината, што го организира Федерацијата на планинарски спортови на Македонија. Годинава настанот ќе се одржи в недела на 5 декември на падините околу езерото Матка. Во тек е пријавувањето на заинтересираните, што трае до четврток, со оглед што бројот на учесници е ограничен.